Во наредните минути следуваат содржините од вестите на Канал 8. За само една недела, комуналните предпријатија во Кочани и Виница регистрирале осетно зголемување на потрошувачката на вода за пиење, што достигнува околу 25% во споредба со просечната. За сега, нормално се испорачуваат потребните количини, но одговорните апелираат трошењето на водата да биде порационално. Високите дневни температури од почетокот на оваа недела предизвикаа зголемување за околу 1/4 на просечната потрошувачка на вода за пиење од градските водоводи во Кочани и Виница. Во текот на изминатото денонокие во комуналното предпријатие Водовод регистриран е пораст на потрошувачката за 2000 кубни метри вода дневно, со што испораката до корисниците се наоѓа во горното ниво на капацитетот на водоснабдителниот систем. Во моментот се испорачуваат по околу 190 литри вода во секунда, односно за 30 на литри повеќе во споредба со претходната недела. Капацитетот на бунарскиот систем и на мрежата воопшто е димензиониран на околу 250 литри вода во секунда, така што нема никакви проблеми и застои во испораката до потрошувачите. Состојбата се следи секојдневно, а со редовното одржување на водоводната мрежа и покрај повремените дефекти не се очекува драстично влошување на водоснабдувањето, велат од Водовод. Во комуналното предпријатие Солидарност во Виница пак исто така е забележан пораст на дневната потрошувачка на водата за нешто повеќе од 1000 кубни метри, а досега немало прекини во водоснабдувањето. Системот просечно испорачува по околу 60 литри вода во секунда, а има периоди од денот, посебно во доцните попладневни часови, кога потрошувачката е нешто повисока од вообичаената. За сега во Солидарност се уште се користи капацитетот на Градечка река, но веќе се подготвени и 2 бунари со кои дополнително може да се интервенира ако се јави потреба или ако нивото на реката се намали. Со оглед на најавите дека високите дневни температури ќе продолжат и во наредниот период, од двете комунални предпријатија упатија повик до корисниците на услугите крајно рационално да ја користат водата од водоводните мрежи, а за секој дефект или прекин во водоснабдувањето веднаш да ги известат дежурните служби. Според предвидената динамика се реализира завршната втора фаза од реконструкцијата на патот кон Пониква. По минатогодишното преасфалтирање на коловозот во должина од 11 километри, сега се поставуваат бетонските рабници. Започна реализацијата на втората завршна фаза од реконструкцијата на регионалниот патен правец од Кочани кон планинскиот туристички центар Пониква на Соговските планини. Работници и механизација се ангажирани на поставувањето бетонски рабници на коловозот, а според најавите треба да се изврши и замена на оштетената и дотрајана метална заштитна ограда. Градежните работи се дел од проектот за санирање на патниот правец во должина од 11 километри, при што на крајот на минатата година беше завршено преасфалтирањето од делницата од Шумската куќа до одморилиштето на МВР на Пониква. За реализација на комплетната реконструкција на коловозот и придружната опрема, Министерството за транспорт и врски инвестираше над 102 милиони денари, при што освен нов асфалтен слој на коловозот со широчина од 6 метри, се работеше и на поправка на пропустите за атмосферската вода. Тогаш министерот Цугарески најави дека патот кон Пониква целосно ќе се санира. Тука сме на Пониква, едно од најатрактивните туристички зимски центри во Источна Македонија. Покрај онај што ќе значи, се разбира, реконструкција на овој пат, се работи сериозно на развој на туризмот. Нашите очекувања се дека во неколку месеци овој патен правец ќе биде целосно реконструиран, односно саниран, така да сите оние граѓани кои што ја посетуваат Пониква и во делот на со хотелско сместување, во делот се разбира на нивните викендици, ќе можат по безбеден пат тоа да го прават. Сакам исто така да потенцирам дека владата на Република Македонија преку Министерството, преку јавното предпријатие за државни патишта ќе инвестира околу 60 милиони евра во делот на Кочани и Кочанскиот регион. Се однесува тука, се разбира, на она што се работи на експресниот пат Штип-Кочани, ќе се реконструира, односно ќе се прави обиколница околу Кочани, патот овој кој што сме денес тука, така да она што ние како влада, како јавно предпријатие за државни патишта беше ветено, ќе биде во целост исполнето од наша страна. Заедно со реконструкцијата на патот кон Пониква преасфалтирани беа и околу 2 километри од пристапната улица Страшо Ербапче во Кочани, која всушност е и дел од регионалниот пат.
Според најавите од изведувачот на градежните работи, се очекува поставувањето на бетонските рабници и останатите активности од втората фаза на реконструкцијата да се комплетираат до крајот на овој месец. По обележувањето на хоризонталната сигнализација што беше завршено неодамна, се најавува и поставување нови сообраќајни знаци и информативни табли. Завршија градежните работи на регионалниот пат од Виница до Лески и по комплетирањето тој ќе овозможи полесна сообраќајна комуникација. Од општина Виница најавуваат реконструкција и асфалтирање на нови 13 улици во населените места. Заврши реконструкцијата и асфалтирањето на делницата на регионалниот пат од Виница до селото Лески. Се работи за една од најфреквентните сообраќајници во општината која поврзува 3 населени места, односно е главна комуникација за жителите од Виничкото село и населените места од општина Зрновци. По завршувањето на градежните работи увид направи и градоначалникот на Виница Ивица Димитров, кој рече дека сега е овозможено подобро поврзување за граѓаните од целиот регион. Од сточниот пазар Виница до село Лески во должина од 1850 метри. Овој патен праверц е проширен од 4 метри на 4 метри и 25 сантиметри, инвестиција вредна 10 милиони денари, а средствата се обезбедени од јавното претпријатие за државни патишта. Во текот на летото општина Виница планира да реконструира и да асфалтира уште 13 улици во населените места, за што веќе е објавена тендерска постапка за избор на изведувач на работите. Тендерот е објавен пред 10 на дена, а до 10 овој месец очекуваме дека ќе заврши и ќе видиме која фирма ќе го добие. Предвидени се средства во висина од 18 милиони денари, каде што ќе се асфалтираат 13 улици во цела општина Виница. Меѓутоа, дел од овие 13 улици, дел ќе бидат и реконструкција на постоечки улици кои што се во значително лоша состојба. Градоначалникот Димитров истакна дека средствата за реконструкција на улиците се од буџетот на општината. Во делот на подобрување на инфраструктурата, локалната самоуправа на Виница веќе работи и на помали проекти со кои треба да се решат клучни проблеми на жителите од повеќе населени места. Нови детски игралишта ќе гради општина Кочани во градот и во селото Градовци. Подготовките за почеток на градежните активности се во тек, односно изготвени се идејните и технички решенија, а по изборот на изведувачот треба да започнат работите на терен. Локалната самоуправа на Кочани ги започна подготовките за изградба на 2 нови детски игралишта во градот и едно во селото Градовци, за што претходно беше изработена соодветна техничка документација. Предвидено е на локации во Кочани, односно во населбата Драчевик и на улицата 1 мај, како и во селото Градовци, да се постави опремата и реквизитите, како и да се изврши целосно урбано и хортикултурно уредување на просторот. Вкупната површина за игралиштата што ќе се уредува и опремува изнесува околу 2500 метри квадратни, со што ќе се постигне целосна реорганизација на просторот кој дополнително ќе се избогати. Според тендерската документација, на трите игралишта е планирано да се постават 30 на забавни реквизити за младите, пред се тобогани, клацкалки и лулашки, а со уредувањето ќе се постават и исто толков број парковски клупи, корпи за отпадоци и украсни фонтани. Вкупната инвестиција за уредување на детските игралишта е планирана на околу 2,5 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општината. Стручните служби од секторот за урбанизам во локалната самоуправа веќе распишаа јавна набавка за избор на изведувач на градежните работи, а пријавувањето на заинтересираните фирми трае до 17 јули. Изградбата и уредувањето на детските игралишта доаѓа по иницијатива на местното население од Кочани и Градовци, со оглед што овде досега воопшто немаше забавно рекреативен простор за најмладите. Во Кочани продолжува редовната акција за третирање против комарците. По реализираното прво за идната недела се најавува второ авионско прскање за оваа сезона, со која ќе бидат опфатени над 1500 хектари. По завршената прва фаза од третманот против комарците во општина Кочани, наред е комплетирањето на втората. Со оглед што наездата од комарци вообичаено се засилува во средината на јули, оваа фаза од праскањето ќе се реализира токму во текот на идната недела.
Од општина Кочани веќе доставија писмено известување со кое ги информираат граѓаните дека в среда на 10 јули во периодот од 4 до 8 часот изутрина стручни екипи ќе спроведат авионско третирање против комарците. При тоа ќе се користи досегашното еколошко заштитно средство, така наречен широкопојасен инсектицид под називот Ауродил Супер ПБ. За него е добиено одобрението од Бирото за лекови на Република Македонија. Со третирањето во втората фаза ќе бидат опфатени површините во градското подрачје на Кочани, како и поголемиот дел од низинските села. Вкупната површина на која е планирано да се прска изнесува околу 1500 хектари, односно на истата територија на која се изведе и првата фаза од авионскиот третман. Без оглед што препаратот со кој ќе се прска не е опасен за другите инсекти, сепак од општината упатуваат повик до граѓаните кои одгледуваат пчели да ги преземат потребните заштитни мерки за време и под третирањето на подрачјето. Доколку временските услови бидат неповолни, односно ако врне дожд или дува силен ветер, тогаш авионското третирање ќе се одложи за следниот ден. Во продолжение на вестите следуваат информациите од спортот. Солиден успех постигнаа младите членови на Фудбал Старс од Кочани на меѓународниот турнир Езерски бисер што се одржа во Струга. Екипата од генерацијата 2010 го освои второто место, иако имаше добри шанси да го повтори успехот од пред 2 години, кога беше прво пласирана. Младите фудбалери од фудбалската школа Фудбал Старс го потврдија својот квалитет и на турнирот Езерски бисер 2019 што се одржа во Струга. Екипата од генерацијата 2010 го освои второто место во својата возрастна категорија, со што уште еднаш докажа дека заслужено се наоѓа меѓу најдобрите во државата. Нашите момчиња беа најдобри во разигрувањето во групата, при што во првите два надпревари ги победија своите конкуренти, а во финалето претрпеа пораз и останаа без очекуваното прво место. Поразот во решавачката средба, младите фудбалери на Фудбал Старс го доживееа од екипата на Young Team од Албанија, а крајниот резултат од 5:0 сепак не е вистински одраз на она што се случувало на теренот. Причина за тоа е што првото полувреме завршило без голови, иако нашиот тим имал повеќе шанси прв да ја затресе мрежата, па и да дојде во водство од неколку гола. Сепак тоа што било пропуштено во првото полувреме стигнало како казна во вториот дел. Фудбал Старс на турнирот во Струга учествувал и со екипата фудбалери родени 2009 година, но тие не успеале да изборат пласман со оглед што биле поразени уште во разигрувањето во групата. Освоеното второ место за генерацијата 2010 е одличен успех за момчињата кои за својот пласман добија пехари и медали. Од клубот искажаа задоволство од прикажаната игра и добриот настап на турнирот, на кој учествуваа околу 30 екипи од Македонија, Албанија и Црна Гора. Петровденскиот турнир во мал фудбал во Кочани влегува во завршната втора фаза. По одигрувањето на надпреварите во групите, познати се екипите кои ќе ги продолжат борбите во четвртфиналето. Во изминатите 2 дена се одиграа последните надпревари по групи на Петровденскиот турнир во мал фудбал во Кочани, пошто ќе следуваат елиминациите, односно четвртфиналните надпревари. Во рамки на шестото коло, Пјаца ја совлада Ливада со 7:4, Интертекс го победи Мегаспорт со 8:3, а Деликатес беше убедлив против Гушков со 11:1. Во заостанатиот надпревар од петото коло, екипата на Генек Спаневски го совлада противникот кај Мицката со 6:1, додека средбата Деликатес Ливада од четвртото коло повторно не се одигра, па согласно пропозициите беше регистриран со службен резултат од 3:0 во корист на Деликатес. На последниот ден од разигрувањето по групи исто така не се одигра надпреварот Пикадили Казино Шери, бидејќи играчите на Пикадили од оправдани причини не можеле да дојдат во закажаниот термин. Согласно пропозициите, екипата на Казино Шери го доби надпреварот со службен резултат 3:0. Во вториот надпревар се сретнаа екипите на Генек Спаневски и Клариса. Само во почетните минути играта на оваа средба беше изедначена, за потоа се да биде во знакот на играчите од Клариса кои победија со 5:1.
Последниот надпревар од разигрувањето по групи меѓу Кофи Хаус и Казино Шери беше најинтересен со оглед што и двете екипи во него влегоа со по 4 бода. Сепак, по пожртвуваната игра и по голема желба за победа, поуспешни беа фудбалерите на Кофи Хаус кои победија со 2:1. В четврток и петок ќе се играат четвртфиналните надпревари, при што првиот ден се среќаваат Сити Кафе Фабијан и Кофи Хаус Клариса, а в петок ќе играат Деликатес Интертекс и Балкан Лукс Пјаца. Тоа беше прегледот на содржините за овие вести на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Довидување.